И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука со уште една виртуелна прошетка, овој пат во Кавадарци. А зошто сме тука? Тука сме заради тоа што имаше настан во организација од општината Кавадарци и RPM. И нормално фестивалот се викаше RPM Fest. И веднаш да напоменам, доколку сакате автомобили, доколку сте фан на автомобилизмот, да направите subscribe и на мојот канал Јаки коли и на RPM каналот на YouTube, бидејќи сум сигурен дека и неговата содржина ќе ве интересира. Како што забележувате, оваа уличка беше исполнета со најголем број на тюнингувани или модифицирани возила. Некои од нив можеби ги видовте и на прошетката во Прилеп, но има и некои што прв пат ги гледам јас. Доста интересен сектор од самиот настан, но секако ќе видите понатаму дека има и нови возила изложено, поготово на плоштадот, како што се спуштаме сега надолу, од разноразни брендови и европски, па и кинески доста знаја да доминираат и да понудат нешто интересно, олтаймери, електрични возила и така натаму. Но еве во моментот се задржуваме во делот каде што се модифицираните, еве ги поинтересните би рекол, барем по некој мој личен вкус, изложени со пехари, дефинитивно многу труд е вложено, а и многу кејф, сигурно овие возила се правени со доста голем кејф, за да изгледаат вака барем. Така да респект за нив. Е го преубавиот град Кавадарци, дефинитивно еден од поубавите градови во Македонија. Впрочем, за ако сакате да се осеќате џео да се таму, може малку да ви зборувам и на кавдаречки, али многу зборчиња има така незгодни, па за на YouTube може да ми ги прекинат, затоа ќе се пребацам поново на нормалниот мој глас. Или ајде пазам што зборувам, оти може да улетне некој зборче од тие што има многу еротика у нив и ќе имам проблем со YouTube, мада ајде пробаме и да го истераме уште вие мал дел. Како што забележувате, има многу човеци тука вака низ плоштадот, нема многу на нив да се фокусираме нормално. Тука нешто приметих, има и од Kia клуб Македонија, дури и они направиле клуб. Обично знам за Porsche дека имат клуб, ама и Kia имале, што е одлично. Ево го буквално тука кај фонтаното сум и напред заближујте и некои интересни так по-скапи колички да ги речеме. Сега ќе отидеме од близко малку да ги видиме овие убавите коли, нели нормално каналот се вика Јаки коли. Во Ламбото, Ламборджинито, дефинитивно можда и најинтересна кола беше на вие настан, одма после него колите од Re-Drive. Баце, воа ти се викат Јаки коли, значи, баш управа смисла на каналот. Ај, доста пробувам да зборам на диалект, сега ќе се вратиме на нормалната шема. Re-Drive се иначе главен увозник на Масерати и ги имате на излог овдека и SUV-а и лимузини и спортски коли како ова во моментот, што дури може да му парира на Ламборджинито. Во една прекрасна боја која што е типична за Ламборджини, жолта, портокалова, има интересен оцеј од сонцето, но баш што е типична за марката да речеме. И нормално најмногу слики и најмногу луѓе се фотографираа со нејзе. Одма после тоа гледаме, значи и електрични имаше неколку возила во понудата на овој фестивал, EQS на Мерцедес, кој што принцип не ги сакам многу електричните возила на Мерцедес, но стално штом ќе ги погледнам вака од блиску, па мислам дека можем и да се навикнам и на нив. Одиме сега на Grand Auto, увозникот што е за повеќе брендови, за Ford, за Hyundai, за Chery, за ако нешто пропуштаме, MG, новиот бренд, да речеме релативно новиот. Еве Ford, што видовме, Пумата беше ова, да, со во ST-Line ниво на опрема. Доста интересно и имаат и мислам и некои промотивни понуди, постојано ми изгледуваат, барем мене, претпоставувам има добра цена. Еве и пикапи, доста машка кола би рекол дека е ова. Hyundai-то со нивните Tucson, што е добро познат, коната нова генерација, многу убаво ја освежиле, преубаво изгледа и од напред, и од назад, и во внатрешноста, малку сега ќе ја дзирнеме. Доста штосно и интересно. А и цената не им е нешто многу висока, што е одличен потек на Hyundai да понуди на европскиот пазар кросовери што знаат дека и како се барат.
Еве го и Hyundai Venue, кој што е исклучително европски модел, исто со добра прифатлива цена за македонскиот пазар барем. И како што ги напоменав, тој што ги заборев малце MG, а не се ни помалку важни, можеби едни од најбитните на пазарот, можеби забележуваат и многу таксисти да ги купуваат MG возилата, нивните SUV-а заради големата практичност, економичност, добра прифатлива цена и добар дизајн, вака генерално на изглед се доста убави. Чери со нивните модели, она што го приметив кај нив се овие преубави предни маски, предни решетки кои што прават како некој одсија и одблесок од сонцето, преубаво изгледаат сите на вака на надворешност, значи дизајнот им е одличен, поготово на овој модел во оваа бела боја е фантастичен. Сега одиме понатаму, одиме на кај нашите пријатели Geely, кои што еднашка сме биле кај нив во салонот. Дефинитивно нивниот кул растур прави на пазарот, буквално она што успев да разберам е дека едва и постигаат со нарачките, постојано се бара, постојано се троши, што е одличен податок и одличен старт за нив. Баш им се радувам и респект за нив. ДФСК, уште една кинеска конкуренција која што исто знае што нуди доста прифатливи цени, можеби и најефтини. Еве ова конкретно возило почнува од 15.900 евра, Dongfeng Shine, кој што вака морам да го пофалам и дизајнерски и внатре имам седното, само што мислам дека тука не го снимав, одличен е. Еве и ова, например, може да наликува на некој на Lamborghini Urus, барем такви коментари постојано се шират, али си има свој некои специфики, така да не може да се каже дека е копија, си има свој стил што е одлично, баш ми се допаѓат кога кинезите не пробуваат ништо да ископираат, туку си прават некои свои дизајни со инспирација можеби од некои европски модели. Еве навлагаме веќе во другиот дел од плоштадот на Кавадарци. Тука е секторот или гамата на Euro Impex, кои што се увозници на Peugeot и на Opel. Голем интерес имаше и за нив, барем постојано приметував гужва на нивниот штанд. 408-цата, уште која направија премиера, дефинитивно привлече многу внимание. А еве ги и Опелчињата. Сега ќе ги видите на кратко со познатиот нивен преден визор или предна маска, кој што најпрвим почна кај Опелот Opel Mokka, овој белиов, кој што е достапен за тест драйв. Можете да го повозите. Претпоставам сите си имаат увозници модели кои што се достапни за тест возење. Еве ги и Renault Rafale. Преубаво изгледа, дали малце личи на 408-цата или на некои модели на Peugeot, можеби некои сличности има, пошто и двете модели се француски. Еве го и ова посебно моделче кое што и исто тешко можев да стигнам до него убаво да го снимам, кое што е едно мини суперкар или супер возило во однос на брендот, значи Alpina A110 GT му е ознаката. Би ве поканил, можете да го разгледате на YouTube, има многу германци низ автобанот што ги возат и ги тестираат. Би рекол дека главниот тест за овие возила е на такви некои стази интересни. Еве го и новиот Dacia Duster, кој што растур си прави уште кога излезе првата генерација, поготово во Македонија Duster има многу, а нова генерација дефинитивно е убава, а има, претпоставам за брзо време ќе стигне и Bigster, што е нешто поголем дури од Dusterот. Сега ќе одиме повторно во средината, од другата страна, значи, каде што имаме еден нов бренд, исто така кинески бренд, кој што исто така доста добри цени дава. Ова мислам дека конкретно возило со оваа опрема беше околу 20.000 евра, не ме држите за збор, мислам тука некаде беше. Си имаат своји моделчиња, своји некои понуди за нашиот пазар, кои што мислам дека и овие би се трошале доста многу, бидејќи добар однос на цена и квалитет. Веќе кинеските коли не се тоа што беа порано во однос на тоа дека не пружаа никаков квалитет. Сега е друга прича, веќе е друга работа.
Еве го и овој дел од градот. Оваа уличка беше исполната од лево со некои олдтаймери. Тука паралелно беа паркирани и возилата на Автовелт, неколку имаа донесено. Еве Q8-цата. Имаше, понатаму ќе видите и една BMW серија 7 исто така од Автовелт, кој што ако ги споредиме, барем по мој некој личен вкус со S-класата и со Audi A8-цата, мислам дека сега им предимство би му дал во однос на мој некој вкус на убавина на BMW серија 7. Некои не ја сакаат пренизата, но мене посебно ми прави кеф тој дел. Еве и Audi од нив и уште едно BMW на крајот, или поточно M440D. Ќе направиме една обиколка околу него и ќе ја видите, мислам дека за него ја снимив и брошурата во однос на тоа која е цената. Сега ќе ја видиме, ќе се подсетиме. Некој пат кој ќе бидам и на Иво Кочани, кој ќе ме носи патот, можеби ќе снимам и од Автовелт нешто. Еве, ова е 64.000 евра. Конкретно возило што си ја оправдува цената, дефинитивно едно луксузно премиум возило. Од оваа страна гледате, имаме и некои мотори, мотокрос, оваа отворена хауба на каде што се гледа оваа ѕверка каква машина е. Ова се делот од Extreme Power City од Скопје, преубавата Шкода Фабија RS со фарови као мислиш дека е Optimus Prime упрашање. Доста фино, добро скоцкана кола и претпоставам доста интересна за возење. Еве го и остатокот од понудата на Extreme Power City. Ова Опелче обавезно е на сите можни настани, барем го е видено, така да човеков дефинитивно според она како што се гледа дека има многу кеф. И еве го остатокот од олтаймерите што ги спомнав на почеток, само сега од задната страна ги гледаме, кај што има помалце гужва, неколку пикјовци, мини мориси, застави и така натаму. Сега ќе отидеме на почетокот на влезот на овој настан, кај што го забележувате банерот на RPM. Да ве подсетам, ако не сте направиле subscribe на мојот канал Јаки коли или на каналот на RPM, направете ако ви интересира поготово автомобилизмот. Еве една Hyundai Ioniq 6, дефинитивно некои го споредуваат задникот као да личи малку и на Porsche, читате опсек има 545 км, што е доволно да охрите назад и плюс уште нешто да остане. Фантастичен дизајн. Hyundai прави растур со нивните електрични возила. Дефинитивно една нова филозофија во самиот бренд. Секоја електрично возило на Hyundai, дали е Ioniq 5-6, навистина секоја чест. Така да, дечки, тоа беше тоа. Ве поздравуваме од Кавадарци. Се гледаме во некое следно видео. Следна некоја прошетка, пишете во коментари што би сакале да видите на мојот YouTube канал, направете subscribe и поздрав, се гледаме во новото видео.